Нема ни трага од некогашниот угледен ресторан Парк во состав на пензионерскиот дом Трајко Илиевски кмет до автобуската станица во Куманово. Објектот е без врати и прозорци, затрпан со смет и се користи како јавен тоалет, поради што од него се шири непријатна миризба. Внатрешниот интериер, кој некогаш го красеше просторот, сега е оштетен и украден од несовесни граѓани. Местото е претворено во сврталиште на бездомници и наркозависници, кои во доцните вечерни часови ги вознемируваат станарите кои живеат на катот на зградата. Се работи за 17 апартмани на пензионери кои поради нерешено стамбено прашање тука живеат под кирија. Тие огорчено раскажуваат дека иако плаќаат, немаат никакви услови за живот, а згора на тоа секојдневно се мета на разбойници. 2 години живиме у депони. Тоа е ужас. Другираши, наркомани, врата ни руши, фатимо ги на лице месо, викамо милиција побегнава. Врата су ни сломени, не може да ги затварамо. Најдругарски ви кажуju дека змие ќе ни се качи, ќе спие с нас. Тоа е трава, тоа е депонија, тој никој не води ред за нас, дали смо живо биќе. Дали смо ми људи, како да смо одсудени на смрт. Станарите неколку пати се обраќале до надлежните во Фондот за пензиско и инвалидско осигурување, во чија надлежност е објектот, но не наишле на разбирање. Плаќамо кирiju на Скопје на фонд. Одбивани се преку пензионо. Кирија не ни е многу скупа, али у овој да седи, неќе да дојде да седи ни змие, ни гуштери више. Они под силом прилike викава, ако не ви валја, најдете си боле. Ми се обраќамо до нима, они с тие речи ни кажуев. Ако не ви е убаво, најдете си боле. Јас сам годину дана овде и катастрофа, не може да се проđe. Овде сами осеќате колко мириш. Долазе свакакви, свакојаки. И неću да их вреđам, цигани, наши, македонци, другирају се деца навече, обавезно их има. И полицију сам, ја лично 5 пути викала, полиција дојде, отиде си. Пред една неделја има фентил на воду, цигана, јага, маваса, чуки и земаја да ги извади фентил да не остави целу зграду без вода. Никој ред не води. А навеќе да дојде да затвори, бар да не улаза. Веќе 2 години како ресторанот се распаѓа пред очите на оние кои живеат во негова непосредна близина. Станарите објаснуваат дека оваа место некогаш било уредено со зеленило и цвеќе и исполнето со музика од свадби и веселби. Значи колку време овде живеете? 20 години. Може ли да направите споредба како било порано, како е сега? Порано е било рај, а сега е пустош. Тоа е било овде цвеќе насадено, па тој фонтана имаше. Па овде доле си беше кафана направена, супер беше. А сега да отвориш горе ќе повраќаш. Пензионерскиот дом постои од 1974 година, а пред 5 години со целиот комплекс управувало Сдруженијето на пензионери и инвалиди од Куманово. Откако им го одзела државата, сега во нивна сопственост е само клубот на пензионери, кој се наоѓа веднаш до поранешниот ресторан Парк. Него секојдневно го посетуваат околу 60 на пензионери кои доаѓаат со намера да се релаксираат, но наместо тоа се сведоци на една грда слика. Фондот на пензиско и инвалидско осигурување на Република Македонија го презема фондот со судско решение поради тоа што клубовите, домовите на пензионери, објекти за одмор се државна собственост и државата ги отстапува на управување на фондот на пензиско и инвалидско осигурување. Фондот скоро 2 години не презема никакви мерки во однос на тоа да го заштити ресторанскиот дел. И поради тоа настана во една хаотична положба, многу работи се однесени. Од Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија објаснуваат дека утре ќе објават оглас за издавање на објектот под кирија, согласно Законот за издавање на државен имот. Тие додаваат дека пред 2 месеци објавиле оглас за издавање на деловниот простор, но никој не се јавил. Со тоа што тогаш беше со закон банкарската гаранција 20% од вредноста на објектот, што беше висок и затоа не се појави никој на тој област. Сега изменет законот само 2% и очекува дека ќе има заинтересирање за да го издаваме под закон таа просторија што е предвидено за
деловен простор. Доколку и овој пат повторно нема заинтересирани за деловниот простор, од фондот најавуваат отворање на тендер за ангажирање на осигурителна компанија која ќе врши надзор и заштита на објектот. Во меѓувреме, засегнатите страни апелираат до надлежните за што поскоро решавање на овој долгогодишен проблем, за да објектот се уреди и функционира како порано, пред целосно да се уништи.